Почитувани любители на кинологията, добре дојдовте на второто издание на кинолошкото друштво Поларис од Скопје, кое за прв пат организира ЦАЦ изложба. Инаку, друштвото постои од 2009 година како кинолошко друштво за поларни раси, но како што знаете веќе е друштво за сите раси на кучиња. Минатата година исто имавме изложба на територијата на Ѓорче Петров и оваа година имаме исто изложба на територија на Ѓорче Петров. Се заблагодаруваме на општина Ѓорче Петров за оваа прекрасна укажана можност во овој период од годината да имаме оваа прекрасна сала. Голем поздрав на градоначалникот Александар Стојковски, кој не можеше од оправдани причини да биде присутен на оваа изложба. Но сепак голема благодарност уште еднаш до општина Ѓорче Петров. Како што е редот за оваа национална ЦАЦ изложба, се погриживме да имаме навистина одлично судиско жири, кое го предводи господинот Ненад Матеевич од Србија. Молам аплауз. Нашата драга гостинка од Чешка република Кристина Ваничкова, нашиот македонски судја, една од дамите што ги имаме во Кинолошкиот сојуз на се судики, тоа е Надица Радеска. Исто така нашата Анастасија Золотухина, на денешната изложба честа да ги суди националните раси, односно нашата раса во фаза на признавање македонскиот паничар, ќе ја има подпредседателот на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија, господинот Горан Дојчиновски. И како што знаете, кинолошкото друштво Поларис е во тесна врска со нашите национални раси во фаза на признавање. Тука со нас денеска ќе биде и председателот на кинолошкото друштво македонски паничар, тој е господинот Владко Костовски. Молам аплауз. А како што знаете, ќе бидат представени и паничарите. Огромна благодарност до генералниот спонзор Лео Танин, односно Дуле, кој многу е заслужен за организација на нашите изложби. Како што кажав, да ни се живи и здрави општината Дуле Лео Танин, да сте живи и здрави сите што дојдовте да не поддржите на оваа изложба. А сега пред да отвориме, ве молам да ја чуеме, се извинувам, делегат и врховен судија на денешната изложба, уште една дама, Наташа Настевска, и тоа од тука, од кај нас, од Ѓорче Петровци, а сега одиме пред да ја отвориме изложбата, да ја отвориме и химната на Република Македонија.
Уште еднаш да напоменам, во ринговите ќе започнат да судат господинот Ненад Матеевич, Кристина Ваничкова, а делегат на денешната изложба е Наташа Мастевска. Како завршуваат влагаат другите суди, а излагачите нека се поведат по каталошки број. Изложбата прогласувам за отворена. Случајноста и слободата се божествени правила што ја создаваат природата на животот. Во таа бесконечна естетика на вечноста се вметнува изборот кој определувајќи критериум го подвлекува важното за да го разликува од неважното. Па така, човекот се решава во кој правец ќе го насочи биографскиот контекст на животот. За среќа, досега во човековата историја најмногу доминирал критериумот на љубовта, па токму затоа подзаборавените нешта секогаш се појавуваат повторно на сцената на можностите. Сите форми на живот кои имаат прагматична и естетска основност заслужуваат место под сонцето. Во тој контекст е и обновувањето на куќето со мал раст, расата македонски паничар, која обстоила 7 милениуми на тлото на Македонија. Тоа куќе и денес постои, и тоа во голема мера, зачувувајќи се спонтано на целата територија на Македонија. Оваа раса е мощна практична, бидејќи има чуварски способности и естетски вредности. Нивната интелигенција е дополнителна потврда за квалитетите на македонските паничари, особено развиена интуитивна способност за осознавање на стварноста. Кинолошки клуб Македонски паничар има за цел да го сочува за идните генерации ова македонско кинолошко наследство оставено од предците. Се обидуваме да ја разбудиме свеста кај македонците за важноста да се сочуваат домородните раси на куќиња, затоа што тие се значаен дел од богатата македонска традиција и култура. Со селективно одгледување ќе се обидеме да ги стандардизираме психофизичките карактеристики на македонскиот паничар и од најквалитетните примероци да ја создадеме расата македонски паничар која достојно ќе ја представува Македонија во светот на кинологијата. Исто така 2024 година ќе се одржи исто така државно првенство за оваа раса. Ова е краска македонска раса, меѓутоа не било подено на расата. Сега постои кинолошки клуб за македонски паничар, кој веќе се грижи за оваа раса и како што знаете, веќе се работи кинолошкиот сојуз на Република Македонија, веќе заедно со кинолошкиот клуб за македонски паничар се прават напори за возобновување на оваа прастара македонска раса. Овој пат на кинолошката изложба, на националната кинолошка изложба, може да се доделуваат и титули ЦАЦ на победниците по класи. За прв пат, значи овој пат, подпредседателот се води подпредседателот на кинолошкиот сојуз, Изложбата
На 19 ноември 2023 година во спортската сала Христо Батанџиев во Скопје се одржа ЦАЦ изложба организирана од кинолошкото друштво Поларис. На изложбата учество земаа 10 кучиња од расата македонски паничар. Бела на Милан Комненов, Бак на Бојана и Марко Василковик, Декстер на Михаил и Михаела Георгиевски, Шаро на Слободанка Боцевска, Оскар на Зоран Јанковски, Луна на Сандра и Стојче Димовски, Видра, Ведра, Веда и Панчо на Владко и Маријан Костовски. Сите 10 македонски паничари за прв пат учествуваа на изложба во затворен простор. За нив беа збунувачки силните звуци на разгласот под логата од паркет и за некој од нив водичи, кои за прв пат ги водат во изложбен ринг. Но сепак и покрај тие околности достојно се представија пред публиката и судијата. Честа да ги оценува овие 10 паничари ја имаше кинолошкиот судија Горан Дојчиновски, кој воедно е и подпредседател на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија. За најубаво бебе од судијата беше прогласена Бела на Милан Комненов, првото куче кое Милан некогаш го имал, неговата немирка која ја сака најмногу на свет. Следуваше оценувањето на младото паничарче Оскар, на Зоран Јанковски, кое од судијата беше одлично оценето.
Битката за најубав млад мажјак се водеше меѓу Бак на Марко Василковиќ и Декстер на Михаил Георгиевски. И двата млади паничари беа одлично оценети, а за првак беше прогласен Бак, на кој му предстоеше главната битка – избор за најубав паничар на изложбата со победниците во останатите класи. Следуваше избор на најубав зрел мажјак, а битката се водеше меѓу Шаро на Слободанка Боцевска и Панчо, кој во рингот беше воден од Сандра Симовска. Двата паничари беа одлично оценети од судијата, а за поубав беше одбран Панчо, на кој му предстоеше главната битка со прваците во останатите класи. Кинолошки клуб Македонски паничар посветува особено внимание на кинолошка едукација на најмладите членови на клубот, затоа што тие се иднината на македонската кинологија. Тие се идните дресери, хендлери, кинолошки судии, ветеринари, кинолози, кои ќе треба да ја издигнат македонската кинологија на повисоко ниво. Сара на оваа изложба за прв пат во својот живот водеше куче и многу е веројатно дека и таа храбро ќе зачекори во кинологијата како и нејзиниот татко Душко. Исто како и Сара и Јована, за прв пат во својот живот водеше куче, изложбен ринг и како за прв пат одлично се снајде и ја презентираше паничарката Ведра во најдобро издание. Бојана Василковиќ ја водеше паничарката Веда и нејзините амбиции еден ден да стане кинолошки судија се остварливи, затоа што кучињата се нејзино секојдневие. Одлично ја познава нивната природа и анатомија, затоа што во нејзиното семејство веќе 2 децении се одгледуваат македонски овчарски кучиња, карамани, а сега веќе и македонски паничари.
Најубава зрела паничарка од судијата беше прогласена Ведра, пошто следуваше главната битка – изборот на најубав паничар на изложбата. Во тоа последно оценување се прваците во млади и зрели мажјаци и женки, а на денешната изложба тоа беа Бак на семејството Васликовик, Панчо и Ведра од одгледувачницата Македонија на браќата Костовски. После деталната анализа од судијата за првак на раса беше избрана паничарката Ведра, водена од младата Јована, на второ место беше Бак, воден од Марко, а на трето место е Панчо, воден од Стојче Димовски. Деветнаесети ноември беше ден кога македонските паничари повторно се представија на кинолошка изложба во најдобро светло. Тоа е денот кој најмладите членови на клубот Милан, Марко, Јована, Алексеја, Бојана и Сара долго ќе го паметат. Ден за дефиле што ветува. Почитувани посетители, посетувани изгледачи, штото го заврши оценувањето на македонската национална раса македонски паничар или Македонијан пања. И честитаме на победниците, на листа на прекрасно постоје, честитаме